Добро вечер за моите гости на темата урбанизам, просторно планирање, гупови, дупови и сето она што всушност ги мачи граѓаните. Морам да кажам дека за оваа емисија имаше навистина и интерес со вашите прашања поставени на топ тема на ваша страна и на мојот дзид од Facebook, и во последните 15 на минути ќе се обидеме и низ емисијата да одговориме колку што можеме повеќе. Благодарам на моите гости што се вечерва тука и да не должам многу со оглед на лимитираното време. Она што во последно време најмногу ги ја врати темата на маса, што се вели, освен пред избори што беше толку зборувана, е она што се случува во некои општини во Скопје. Ќе ги издвојам аеродром, па и Карпош, па она што го направи центар со мораториумот и спротиставените ставови и на градоначалниците, меѓутоа и барањата на граѓаните. Во последно време, дали она што е зацртано во ДУП-от, односно претходно во градежните урбанистички планови, е на некој вид устав и нешто што мора да се применува, или доколку го нарушува правото на одредени граѓани, тоа може и да се смени. Јана, ќе почнем од вас, затоа што општина Центар, а вие сте председател на советот во општина Центар, е единствена општина каде што е прогласен мораториум да не може да се издаваат градежни дозволи, иако се нацртани маркиците во ДУП-от, вака пластично сакам да објаснам, за понатаму да се гради и на некој начин во иднина е стопирана градбата и важи само за оние што добиле градежни дозволи. На што вие се повикавте кога го прогласивте овој мораториум, затоа што пак за некои градоначалници и општини, веќе кажам за Златко Марин, тој се повика на тоа дека е незаконска, и да напоменам дека беа повикани во оваа емисија и Златко Марин како градоначалник на општина Аеродром, тој кажа дека не може да дојде затоа што е на пат, и градоначалникот на Карпош Стефан Богоев, тој рече дека вечерва исто така имал работни обврски поради кои не може да дојде и затоа ние ги немаме тука во овој состав. Значи, на што вие се повикавте? Се повикавме на две работи основни, како прво и основно ја видовме ние и граѓаните потребата од тоа да ги провериме начелата кои се применати при планирањето на просторот, односно дали таму хуманиот аспект на планирање на просторот дали е применет и дали дава една визија за населбата, како што луѓето што живеат таму сакаат таа да им се развива. Од друга страна, еве и евалуацијата која сега се прави на овие планови кои се под мораториум покажува неусогласеност на планирањето во ДУП-от со генералниот урбанистички план, кои ни беа два главни аргументи. Особено сакам да нагласам дека ние ова го ветувавме во изборната програма, за која застанаа сите граѓани. Мислам дека беше еден проблем во Центар кој ги мачеше луѓето и за кој дадоа поддршка, и ние сме обврзани да ги најдеме сите недоследности и да ги поправиме оние наследени грешки кои се случуваат и за кои сме сите сведоци, но да не дозволиме да продолжат и понатаму. Општина Аеродром пак го нема овој став. Таму и покрај ветувањата дека ќе се ревидираат плановите, дури имаше конкретни маркици како што е Мајчин дом и одредени каде што градоначалникот го ставаше по знак прашалник и собственоста и патот по кој што приватниот собственик дошол во таа маркици, дали ќе се гради. Сепак со ова не се согласивте и вие не прогласивте мораториум. Зошто вие го сметате мораториумот за незаконски? Искам да ви кажам, никаде во законот не се појава мораториумот како поим и мислам дека не може да се стави мораториум на некој план да не се употребува. Единствено таа шанса и можност се има Уставниот суд. Ние за истиот план сега што кажавте кај Мајчин дом, планот е веќе даден Уставен суд од, мислам дека од повеќе странки, инвеститори. Се уште се чека, мислам дека негде од не фаќа да зборот од октомври даден тој план на Уставен суд. Имавме случај пред 10 години кога Уставниот суд ни наложи додека не донесе одлука да не се употребува планот. Тогаш го ставивме на страна планот, не го употребувавме, тоест да кажам мораториум на планот. Тоа беше само по налог на Уставен суд. Законска можност дека ние можеме да ставиме мораториум. А вие не го земате во предвид тоа што Јана го говори, значи хуманото живење, практично скратувањето на правата на граѓаните, доколку сето тоа се направи, зошто на пример во општина Центар се обрнува внимание на тоа, како што Јана вели, а кај вас не? Па не е баш дека не се обрнува внимание, пошто тој план прво бил на јавна расправа, беше изложен на телевизија, тоа што беше јавната расправа. Тој план се усвои од сите институции што беа валидни во државата.
Значи има и ревизии, имаше се. Практично знам дека и СДСМ и ВМРО гласаа советниците за тој план во 2000. Искрено да кажам, не знам, не бев на тој совет, но знам дека кај нас се врши некоја, да кажам, натешна ревизија на планот, ама сепак чекаме дојава од Уставниот суд како што ќе решат да прават со него, пошто веќе на два пати ни бара документација како е водена постапката, доставена до нив. И чекаме нив како најрелевантна установа за тој план. Професорке, Златко Ицковска и други наши гледачи прашуваат, дуповите ги направија како да се Библија. Неможно да се сменат. Дали се тие пак устав? Нешто што тешко се менува и нешто што мора да се почитува, макар и по секоја цена. Може да се гледа и од другата страна, дека ги направија дуповите да ги менуваат секојдневно. Да се задоволуваат потреби на луѓе кои не ги познаваме, на инвеститори. Јас би рекла повеќе дека дуповите не се Библија, него се желботеки. Така да може би се загрозени оние луѓе кои немаат, да речеме, толкав интерес да градат и гледаат дека нивните права се загрозени. Ние од друга страна гледаме дека ни се загрозени правата со тоа што на инвеститори им се дадени големи права и дека нереално се планира и со тоа се узурпираат правата на овие другите и затоа се појавуваат и грешки и проблеми кај обичните граѓани. Кај оваа дебата, дали е мораториумот или забраната за градење и неиздавање на дозволи нешто што е оправдано или ова другово дека тоа е законско право и не можете да го оспорите, каков е вашиот став? Мојот став е дека секој граѓанин законско право, уставно право има да живее во здрава, хумана средина. Сите планови што ги проверивме до сега, сите ги кршат овие начала. Мислам, имаме ние конкретни податоци како се е прекршено. И постапки прекршени, и непрегледани дупови, и неодговорено на мислења, на барања, на забелешки по комисии, иако формално се сите чекори поминати, во сите наоѓаме грешки и пропусти. Тогаш ќе важи и тоа дека ако дупот не е... Тогаш Уставниот суд треба нас сите да не заштити, а не да вика дека не е надлежно и дека немаме законско право да ги ревидираме плановите. Точката ставена на дневен ред на Уставниот суд вчера за дуповите од општина Карпуш не беше всушност ставена на дневен ред како што беше најавувано, таа е повлечена и се уште се чека да тоа да биде направено. Господин Арсовски, кога зборуваме за просторно планирање, знаете како изгледа, еве јас од моја перспектива, дека некој таму црта на бирото и си црта тоа што мисли дека треба да се спроведе во пракса, а често пати во пракса или се изменува, или не е реално да се спроведе, или е неостварливо, или е желботека, како што рече професорката. Каде е разликата помеѓу тоа што вие како планер ќе го испланирате и оно што на терен ќе се случи? Значи, веројатно има синџер или низа на грешки што се прават и нарушувања, да ние на крајот живееме во едно навистина неурбано подрачје каде што основните права на граѓаните не се запазени. Вака, урбанистичкото планирање има една хиерархија на изготвување на планови. Хиерархијата се однесува на планови на повисоко ниво и после тоа на планови од пониско ниво, како што се овие детални урбанистички планови, кои што согласно закон и согласно планот од повисоко ниво мора да бидат усогласени со генералниот урбанистички план. Проблемот доаѓа кога грешно се читаат планските одредби и планските решенија во плановите од повисоко ниво или пак на делови се злоупотребуваат. При некои анализи, јас самиот што ги извршив, стварно сме умошни ние во Македонија да правиме приказни кои што се извртени, кои што ги извртуваат точните одредби кои што се дефинирани во тие планови од повисоко ниво. Јас тие ги викам Митар Пеовски надмудрувања. Меѓутоа тие се екзактни, доколку ја следите струката и овој правец на науката и професијата, тие се екзактни. Значи тука нема нешто што е неизводливо или нереално, затоа што ние се бавиме со таа проблематика. Со урбанистичкото планирање морам да напоменам дека не се бават, при планирањето не се бават само архитекти. Овдека има цела лепеза на инженери, почнувајќи од градежни инженери, машински инженери, електроинженери, шумарски инженери, инженери за животна средина, археолози, сите допринесуваат за има колкав процент треба да се устапи за паркирање, за улица, за тротоар, значи постои тоа. Ама
ништо во дуповите, потоа кога и плюс тоа гледаме дека се некои 7-катници, 8-катници. Огромни згради одеднаш почнуваат да се цртаат во дуповите. И на крајот кога сето тоа ќе се направи е ужасно, мислам, за живење во таквите четврти. Јас барем од моја страна, од она ние што сме го работиле во однос на планирањето, претежно работиме планови од повисоко ниво, некогаш и детални планови, односно планови на пониско ниво и секогаш водиме сметка на јавниот интерес како и на јавните површини, односно што треба да бидат застапени во плановите. Тука не се само отворените простори, тука се и градбите кои што се потребни на постојните како и на планираните жители кои што се во Тоа се градинки, училишта, плоштади, библиотеки, музеи и така натаму. Меѓутоа и отворен простор и сообраќајни површини и паркинзи кои што се во корист и во функција на проблемот, мислам, кој што произлегува, како што напомина професорката Пенчич, е во притисокот од страна на некои луѓе кои што сакаат што повеќе да остварат профит на сметка на јавниот интерес. Кога веќе го споменувате стекнатото право, ова е вашето мислење за мораториумот. Стекнатото право што се стекнува со детален урбанистички план, ние често со колегите и дебатираме и нормално така се оформуваат и цврсти ставови и некогаш ги прифаќаме заедничките ставови, сметаме дека дали не е стекнато право и јавниот интерес во случајов. Очигледно дека некако сите мои тројца гости имаат мислење во однос на правата на граѓаните на јавниот интерес, наспроти вие што велите во аеродром дека ќе чекате уставен суд нели да ви каже дека законски не е мораториумот. Не да ни каже дали е законски мораториум, туку да се изјасни за планот што веќе е даден под нивна надлежност. Не зборувам дека еве, сакам да го видим и колегата Огнен Чанчаревиќ беше и денеска во аеродром, ги праша граѓаните. Граѓаните се на истиот став и кога беше и претходниот градоначелник, за кој што има негативно мислење, се формира и групи за да му се спротивстават за да не гради. Оној што беше кандидата сега градоначелник ветуваше нешто друго, за да на крај повторно се разочарани. Значи, аеродром е најексплицитен пример за тоа дека едно се ветуваше, друго се прави. За разлика од општина Бутел, каде што некако и најдоа заеднички јазик, затоа што сметам дека тоа е следната наслова каде што ќе има експанзија на градби според она што е нацртано во урбанистичките планови, па пред да продолжиме предлагам да видиме каква е состојбата во овие две општини. Зграда до зграда, 10-катници наредени една до друга, без сервисни улици и пристап. Вака изгледа стар аеродром, каде багерите и мешалките за бетон се вклучени 24 часа дневно. Прашина, бучава и кал е секојдневието на жителите во овие бараки и зградите околу нив. Овде е многу тешко за живење. Сега улицата ја прават, не знам зашто ја прават, ќе ја прошируваат. Ако ја прошируваат од оваа страна, треба да ги сечат дрвјата. Градоначалникот Златко Марин во предизборието вети многу. Ревизија на деталниот урбанистички план, запирање на градбите, зачувување на зеленилото и парковите и чист воздух. Ќе градиме плански, квалитетно и во интерес на граѓаните. Силно ќе се фокусираме да го чистиме воздухот и да го подобриме квалитетот на животот. Ќе направиме ревизија на постоечките дупови. Жителите на аеродром и активистите се погласни во негодувањата и обвинувањата. Тие сметаат дека лажните ветувања на градоначалникот се причината поради која тој е избран. И тој протестираше рамо до рамо со нас, меѓутоа денес, кога тој влезе во општината, седна на фотелијата, одеднаш ги заборави сите ветувања и борбата заради која што беше изгласан всушност. Еден парк во населбата Острово набрзо ќе исчезне и ќе стане сервисна улица до објект кој во моментов се гради, а чија дозвола за градба е издадена во јануари годинава, 3 месеци по стапувањето на функција на градоначалникот Марин. Се гради буквално под прозорците на граѓаните. Наместо новиот градоначалник да каже ќе направам нови љулјашки, помодерни, обновени, тој кажува дека овој парк веќе нема да постои, овие дрва кои што ги гледате ќе бидат пресечени за да се пробие нова сервисна улица која што ќе ги поврзува новите згради кои што допрво ќе бидат изградени. Маноиловска смета дека централната власт мора да интервенира бидејќи градоначалникот според неа нема волја да му стави крај на неконтролираното градење. Знаеме дека за жал целата мок, целата власт е концентрирана во извршната власт, односно во премиерот и во владата. Затоа би порачала премиерот како што дојде пред изборите на митингот во аеродром да застане зад Марин и да каже дека го поддржува и да гласаме за него да се врати во аеродром
и да види што се случува тука. Неколку километри од багерите во аеродром е општината Бутел, каде стамбени згради има малку, а жителите претежно се во семејни куќи. Урбанизацијата и градежната експанзија не ја одмина и оваа населба. Деталниот урбанистички план, донесен во 2015 година, предвиди изградба на 7 стамбени згради на локација во близина на 20 на куќи кои 50 на години се веќе таму. Граѓаните се организираа, протестираа и поднесуваа петиции. Протестот вроди со плод. Нема да има згради, со оглед на последната седница на Советот на општина Бутел, донесовме отварање на програмата ЕВ, каде што на наредната седница дефинитивно ќе се промени во стамбен од стамбен во индивидуален дел. Меѓутоа, маките на мештаните не завршуваат тука. Град Скопје и локалната власт предвидуваат изградба на улица која ќе минува низ нивните дворови. Компромисно решение било да се намали од 4 на 3 ленти, но и тогаш тие губеле дел од имотот, но и од мирот во секојдневниот живот. Па ние викаме Цетинска нека направат еден бајпас тука, нека ја приклучат тука. Ова нека направат парк, ни беше обекано дека ќе биде парк. Дека ќе биде парк за домашни миленичиња. Па ни обекано дека ќе биде и ќе има некоја спортска сала во предизборието. Сега одеднаш остана да се изгради патот. Градоначалникот на Бутел пак потврди дека улица ќе се гради, но сега ќе има само 2 ленти и мештаните ќе го задржат својот имот. Ние имаме ново решение, веќе со град Скопје се договараме, нема да има 3 ленти, ќе има 2 ленти и тоа е, мислам, она што граѓаните на општина Бутел го бараат. Кога ќе се актуализира ова? Кога ќе биде донесено? Многу брзо. Мислам дека веќе се припрема и тендерот, така да многу брзо ќе имаме точно што ќе се случува на тоа место. Скопје ќе биде зелен град, вети градоначалникот Петре Шилегов во неговата кампања и постапувањето на функцијата. Во Скопје ќе се садат дрва и ќе се градат паркови. Скопје можеби некогаш ќе биде зелен град, но само ако во општините запре неконтролираното градење и урбанистичкиот хаос. Бидејќи беше спомената општина Аеродром и уништување на јавна површина и парк за сметка на сервисна улица која ќе спојува згради. Зошто е приоритетно тоа наместо обратното? И дали може така? Колку што препознав локацијата, мислам дека се наоѓа во зградите што се кај на Комаров, покрај Вардар, што е тој дел, таа улица е планирана многу поодамна. И таа требаше да ги поврзе со еден нов булевар што требаше да се изгради од град Скопје, Брински, што се вика што треба да биде подложина на железничка станица и да ги поврзе објектите со 13 ноември, 3 бисери. Таа улица не помира низ парк. Значи тој дел е малце нуден, е покрај паркот. Чисто се сомневам дека ќе треба да поминува и покрај тоа игралище детско. Така да таа улица е поминува на место на еден земјен пат што е само моментално. Значи нема да биде паркот уништен. Сега бидејќи ве држа за збор вака кога ќе кажете, знаете. Вака ќе ви кажам, значи тоа фаќа дел да бидат вака разочарани. Тренатиот простор. Паркот не може да го уништи зашто паркот е помеѓу згради. Сообраќајницата не може да влезе помеѓу згради. Добро, повелете професорке. Да, и па јас би го искористила овој момент на нејасно, кога ни е нејасно. Значи не може ние одма да одговориме на некои прашања, нити се сеќаваме на сите планови, ниту ги гледаме сите планови. Тука се поставува прашањето на неинформираност. Неинформираноста е резултат на нетранспарентност. Јас сега ќе дадам еден пример, може би ќе пренасочи дискусијата во друг правец, меѓутоа, во еден проект што го работев во кој се внесени беа предмет на анализа населби во Албанија и Косово, сите дупови, сите стратешки документи, планерски документи ми беа достапни. Пишувате на Google Translate на албански како се вика урбанистички план и јас можам да ги извадам сите планови. Кај нас тоа нема шанса да се случи. Че ние не ги ставаме, иако сме обврзани со урбанизмот, сите планови да се достапни. Па нема да има вакви дилеми, проаѓа улицата, не проаѓа улицата, знаеме. Така, него секој граѓанин, професор, во агенција, сите ќе имаме увид на истите документи. А не сега документите се во фиока, па ако сте блиски ќе ви ги даде да ги видите, па може да знаете, ама не сте запамтиле баш дали е таму проаѓа улицата. Па да, има граѓани што ми напишаа дека барале дуп, ги им дале погрешно, а платиле. Тие планови да се достапни и донесени и во постапка на донесување, независно дали се по стара постапка или нова и дали биле под урбанизам или не,
најчесто тоа се вадат, не знам дали на граѓаните тоа ќе им значи нешто, меѓутоа документите треба да се јавно достапни. Меѓутоа, што мислите за ова неисполнување на ветувањата? Едно се зборува во предизборна кампања, друго се случува сега. На градоначалниците им беше вака сугерирано, попатно, нели кого знаеме и како, дека многу ветуваат, а не знаат со што ќе се соочат. Значи, повеќето, јас сега би рекла дека беа многу наивни. Че ветуваа многу. Се знаеше и предходно, тие што работат и во општини, и во и професорите, и во комисии, вклучени други стручни лица, дека ветувањата се премногу амбициозни и дека ветувањето, дека ќе го смениме ние светот, за 2 дена не беше возможно. Се трудиме 4-5 месеца да сватиме како се процедурите, че ако мислите дека ги знаете, се додека не почнете да ги проверувате, гледате плановите и да гледате каде се има пропусти, за тоа треба време. Не можеше да се даваат одма изјави, јас ќе спроведам улица, ќе возиме велосипеди, градот ќе ни биде многу зелен. Значи, да, очигледно дека не знам кој ги советуваше. Јас сега сакам да ги оправдам малце градоначалниците, иако не знам колку се баш за оправдување заради револтот на граѓаните. Да, некако. Иначе ако ја земете програмата на тие што победија како градоначалници скоро во цела Македонија, им е слична. Слично, да. Јана, со оглед на тоа што вие се залагате и дури и меревте во центар колку зеленило останало, какво е вашето мислење на градби, макар на улица или сервисен пат и слично, низ паркови и зеленила? Затоа што факт е дека тоа е најмногу на удар. Се види површина зелена со дрва и слично, не е битно дека е тоа зелена површина, нема никаква компензација на зеленилото, иако секој градоначалник ќе каже, па ние засадивме 600 дрва, уште 10 дрва, ја навистина не знам кај се тие. Да. Добро. Пака прво би сакала да кажам дека дискутираме например за законитоста за мораториумот, инаку мораториумот е кај нас дефиниран како неспроведување на деталните урбанистички планови, односно не издавање на дозволи за градба кои немаат веќе започната процедура, а никој не се запраша дали е законски сето она што ни се случуваше како намалување на квалитетот на живење во просторите во кои живееме и се движиме. Да не речам во која небезбедност ги се ставаме и нас, а уште повеќе оние кои се најранливи. И дали е безбедно кога децата ни одат по улици заради тоа што сите тротоари ни се зафатени, дали е безбедно и дали е нормално или законски оделенијата да ни имаат по 40 деца или градинките да ни бидат над 50% над дозволениот капацитет. И тоа се се некакви незаконски активности кои произлегуваат од лошото планирање. И сега да се вратам на вашето прашање. Јас оваа работа ја прави евалуацијата квалитативна и разгледувањето на деталните урбанистички планови ја прави тим на стручни лица и нема им благодарам на сите што така професионално се зафатија да го прават тоа, но морам да кажам дека наследивме едно многу ниско ниво на анализа што се до сега се правело, односно интересот на поединци, да не речам на лакомиот, победувал многу често. Па она што се виде е дека многу зелени површини или јавни површини дури се и продадени, па на нив се вцртани објекти за домување, згради, што е еден проблем што во деталните урбанистички планови дури ни при анкетите кога биле тие јавно објавени, граѓаните не можеле да реагираат. И тоа се надоврзувам сега на ова што професорката го кажа, нетранспарентноста, односно еден процес на непартиципативно планирање на просторот, бидејќи законот денеска предвидува вие да не можете да подлесете анкетно ливче во кое реагирате за јавниот простор. Значи дека ние сите што живееме во една населба, кога гледаме дека се планира зграда во паркот, не дозволува законот да реагираме за парцела која не е наша, ниту на првите соседи. И тоа е нешто што дефинитивно мора да го промениме, за да си го зачуваме јавниот простор, и ќе ни се случуваат еве вакви ситуации како што ги имаме. Ѓоко Гажовски прашува, има уште една дилема, прашате дали може општината да го откупи конкретното земјиште. Мислам дека тоа еден градоначалник ги го ветуваше, кога е во приватна сопственост, за да се избегне уништување на зелените површини во урбаните подрачја, кои се со зелени површини, но во ДУП се упишани како градежно неизградено земјиште со предвидена маркица. Тоа беше, например, за мајчин дом. И мислам дека тука навистина се ветуваше дека ќе откупи општината просторот, што е
не се ни случи, сега има друг собственик таму и таму си постои маркицата. Искам да ви кажам, не знам што се ветувало, него знам Добро, вие дека сте сега многу од е позиција тешко- на вработен, а не на кандидат и градоначалник и полесно му е на Марин вас да ви испрати отколку да седне на столчето тука. Тоа што не може тоа земјиште туку така да се откупи. Прво општината треба да го даде може цел годишен буџет да го откупи само тоа земјиште. Па тој што ветил очигледно не прашал што вели професорката, дали може тоа да се оствари. Не знам за откупот на земјишето, мислам имаше разговор да се направи во законот дел каде што ќе се допушти размена на земјиште. Да се додели друго државно земјиште за земјиште кое што е, како што кажувате ви, од јавен интерес. Се уште не е, мислам, тоа воведено. Тоа може би било едно решение за овие критични делови во плановите. Господин Арзовски, да. Во оваа тема, овој интересен процес што ни се случува сега. Врска со мораториумот, Иван спомна веќе дека не постои некоја стрикна законска можност да се направи, Јана веќе спомна дека тоа е ветување кон граѓаните во изборната програма. Во секој случај мораториумот е политичка одлука, донесена од Советот. И како политичка одлука е легитимна затоа што Советот има право да одлучува за таа одлука. И дека политички има право да одлучува за работите со кои што се бави локалната самоуправа. Меѓутоа, интересен е процесот затоа што доколку толку агресивно се напаѓаше приватниот простор, го напаѓаше јавниот простор. Сега имаме еден реверзибилен процес каде што јавниот простор треба да го возврати ударот. Меѓутоа, токму се случуваат овие работи каде што кога ќе го возврати ударот. Во однос на времетраењето на тој така наречен мораториум, многу е битно и колку ќе трае. Значи, ние сме архитекти, сакаме зелени површини, сакаме јавен простор, меѓутоа сакаме и градење. Еве, делот, односно сите работиме во институции. Прашате го приватниот сектор, кој што исто живее и работи и гради кариера, некои градат кариера од градењето. Меѓутоа и од уредувањето Меѓутоа прашањето е каде да се гради. Значи не по секоја цена сите мора во дома мало да живеат или во центар. И не по секоја цена населбите кои веќе постојат и биле планирани со зелени површини, со дрва, со паркови, со растојание помеѓу зградите, мора тука да се изградат. Зошто не се градат нови населби, зошто не се планира просторот и во периферијата на Скопје? Има простор. Генералниот урбанистички план кој ќе го отворите, кој ќе го анализирате, стручно лице кое што може да го прочита, а такви луѓе се поставени во општината да ги застапуваат интересите претежно, односно првично на граѓаните, а понатаму и во служба на економски развој на општината, на локалната самоуправа, дури и на државно ниво, имаат, може да пронајдат простори каде што може да инвестираат и првично во инфраструктурата, за да може да постават градби кои што ќе користат таа инфраструктура и комплетно да се развива тој простор. Кога зборам за градби, не зборам само за домувањето, тука зборам за јавните простори, деловните простори, односно се она што е во функција на домувањето. Оно што еве кога сме веќе кај остварувањето на средства во однос на градби, мислам дека најатрактивната работа за еден градоначалник е да дозволи градби, затоа што така најмногу собира пари од комуналии. Меѓутоа, факт е дека постојат општини, еве Илиндан ќе ја дадам за пример, каде што нема градежна експанзија, ги искористува индустријските капацитети во општината, градежното неизградено земјиште, понудата што може таа општина да ја даде и не живее од градби. Разговарав еднаш и неофицијално со градоначалникот на Велес, кој исто така можеби не му е приоритет по секоја цена да гради за да прибере средства. Со оглед на тоа што Јана сега сте во општината, колку можете имате сила да му укажете на градоначалникот дека единствен приход не се, ако е во аеродром, може би не ми е точен податок, од него комуналидите изнесуваат речиси 400 милиони денари, а во првите 3 месеци се собрани 77 милиони денари, дека може да се приориентира и да оствари добивка и од други такси и бизниси во општината, а не само од градби. Ова беше прашање кое го поставија неколку советници, како ќе се одрази намалениот приход од дозволите за градби, односно од комуналните такси, за да може да преживее општината и да ги реализира сите други ветувања на страна од мораториумот, нели? И мислам дека градоначалникот многу добро образложи со точни бројки колку ова е навистина еден важен приход во општината, но дека сепак општината може да ги реализира ветувањата и со сите други оптимални трошења на
средствата со кои располага. Она што беше важно вака да го продискутираме е дека ние сега од комунали може да дозволуваме, нели, дозволи за градба и во еден момент сатурација да се донесе. Што станува после тоа? Дополнително што луѓето нема да сакаат да живеат во нехумен простор. Значи ние треба да го планираме просторот кај што луѓето ќе сакаат да живеат, па цената на становите ќе има вредност вистинска. Оти секогаш кога ќе биде неатрактивен просторот за да го купуваат луѓето, таму нема да сака никој да живее, па после тоа ќе имаме дополнителен удар назад врз градежниците кои нема да имаат продадени станови. Па добро, и сега голем процент се непродадени, изградени. И друго, мислам дека треба да се размислува за еден друг тип на финансирање на општините. Не сме да бидат овие приходи суштината од која општината ќе се финансира. Бидејќи, како што реков еве центар, кога ќе дојде до сатурација нешто ќе преме. Мора да размислуваме дали данокот на имот заради квалитетот на живење што ќе го обезбедиме во општина центар може да биде изворот од кој општината ќе ги извршува своите сервисни услуги кон граѓаните. Од друга страна, дали мотивот да се гради во аеродром е токму тоа, прибирање средства од комунали, една населба која што беше урбана, градена со доволен зелен простор, сега е сосема со поинаков лик. Тој што одбрал да живее во аеродром пред 20 години или пред 10 одбрал да живее таму затоа што ги имала сите услови на една модерна, урбана и зелена населба, за да на крајот брутално тоа му се узурпира. Па добро, јас ќе ви кажам неколку факти, па вие проценете самите. Значи, прва една работа цело време што споменувате, се гради на зелени површини. Кажете ми една локација во аеродром кај што е изграден објект на зелена површина. Опа, колку паркови имаше помеѓу зградите, кај Тобако 1 и слично сега. Тие објекти се изградени на постоечки бараки. И 10. Тие беа и црква бе не и 10 тоа. И 10, четврти 10 каде што предвидена маркица. Кај што се планирани, јас зборам изградени. Значи и 10 сега на Уставен суд, се уште не знаеме што и кај нас се врши некоја внатрешна ревизија, не можам ништо да ви одговорам се уште за тој план. Вие типично одговарате кој за нели и владава така вика, не можеме, чекате, ни треба време. Значи ако може поконкретни да бидете. Не, па сега ви кажам јас од страна на урбанизмот, ние бевме работени таму кога се донесе планот. Ја ревидираме постапката како е донесена сега со новиот градоначалник што дојде и плюс се води постапка во Уставен суд. Вас не ви пречи што се зградите толку блиску, макар и таму кај што беа барака на зелени површини? Одеднаш стана зградите во аеродром кој тие во Дебармао. Тобако 2, да тие згради најверојатно зборувате, тие се во близина, да, како архитект ми пречи, искрено. Тој план се донесе по барање на граѓаните. Со таа катност, со таа гостина. Па не мора. По граѓаните на чие место се бараките, да. Или тоа е, значи, тоа не е севкупното мислење на граѓаните. Тоа е сепак на граѓаните кои што сакаат да го продадат на инвеститорот и да направат заработка. Ама ова што вели Јана, па како од друга страна на услови на урбано живење. Не беше во аеродром актуелно тоа колку ќе добијат они од тие градби. Тоа искрено беше во процедура да ги добие сите станови, значи зборам од почетокот се носеше планот дека јавното претпријатие ги гради сите и не знам имале некои договори преку влада, не знам како, за некој процент што ќе им даде плюс. Ама не може секој што ја сака, значи видете, тој што живее во барака и сака да добие 3 стана, го оправдувам. Ама ова што вели Јана, па не може па таквата градба да го оспори правото на урбано живење на неговиот сосед во близина. Ме разбирате? Тој што веќе имал зграда во која што живее и што мора сега во прозорот да му гледа. На тој што сакал да оспори 3 стана. Мислам дека најголемата грешка во законската регулатива. Затоа што ние кога пробавме малце да го скратиме тие барања што беа во тој дел од аеродром, бевме упоменати дека треба да работиме согласно законската регулатива. Тоа се дозволува колку треба да добие една парцела. Тоа ми е следното прашање до професорката. Се повикуваат на законска регулатива затоа што ако еднаш е уцртана маркица со 7 или 10 ката, таа не може да се намали, може само да се зголеми. Ова звучи неверојатно. Навистина неверојатно, дека една зграда може да се зголемува, ама никако не може да се намали, да. Проблемот е што се чита еден член. И тој им одговара на инвеститорите и на собственици кои што сакаат од една куќерка да добијат 6 стана, а до тога живееле со тоалет во двор. Чи тоа е сега нивно право е. Меѓутоа правот, обврската на урбанистот, на локалната самоуправа, па и на сите нели што се во ингеренција, Министерство за транспорт, град Скопје, е да проценат, значи тоа е нашата работа како планери. Дали една локација тоа може да го издржи? Ние, проверката што ја правиме на некој од плановите во центар, покажува дека 80% од
цртаните површини за градба не одговараат со условите што ги има една парцела. Сега си излегува дека сите тие планови претходно се направени и па се, мислам, безобразно да кажам, криминално. Значи, вие немате основни услови, а еден член се почитува, сите други членови се кршат. Односно парцијално Не само еден на член се законот, тој што ми почитува, сите одговара. други. Па и аеродром е тоа што вие велите. Аеродром дури и не е голем проблем. Мислам, на вистина, сега пак излага дека ги бранам аеродром, ама они имаат уште услови. Вие отворете малце во што се случува во Делчево, во Крушево, во Орман село. Значи ги имаме истиот проблем како во Девермало. И знаете што ми е мене се интересно? Дека никогаш не се прашуваме за економскиот после ефект врз сето тоа. Се донесуваат плански документи затоа што некој во ливадата негова во нивата му требало да изгради 600 спратница и прават цел план со опфат од 450 хектари и ќе излезе таму во, не знам, село Орман еден облакодер. Све друго ќе се прогласи за градежно земјиште, никогаш нема да се реализира. Од каде ќе најдеме ние луѓе? Знаете колку е зголемен процентот во однос на тоа што е планирано во ГУП-от? Ако ГУП-от планира во иднина за 20 години 6% накачување на население, и за тие 6% уште еве луксузно по 100 квадратни метри да има по жител за тие 6%, ние треба да имаме нација од 10 милиона жители. Кај ќе ги најдеме? Тука можеме една Кај пресметка економскиот, само да. естествено. Еве да речеме за полоши примери. Во случајов Тафталиџи ќе го земам, затоа што е една урбана населба која што е веќе и со традиција, некои 60 години, 50 години, од кога е изградена и каде што таму претежно доминира урбано подрачје каде што има и куќи со индивидуално домување. На покрајпримерната сообраќајна мрежа, односно булеварите, се поставени градби за домување во стамбени згради. Со генералниот урбанистички план, од еден план, ако земете да го анализирате, што се случило со деталниот план и каде не го почитувал планот од повисоко ниво, генералниот урбанистички план. Бројот на жители кои што се планирани во таа четврт, значи таа е планерска единица четврт, наречена Z06, планираните жители се 15.750. Деталниот урбанистички план има површина, бруто развиена, под домување, независно дали се куќи или згради, 30.000. Тоа е за 2 пати зголемено од она што е планирано. Тоа значи дека е зголемена густината на населеност, тоа значи дека се зголемени и електричните потреби, електричната моќност, водата за пиење, фекалната вода, канализација, атмосферската, уличната, сообраќајната мрежа, паркирањето. Значи, за таа површина што е испланирана за тој детален урбанистички план, вие треба да имате 25,71 хектари под паркинг простор. Кои најчесто се во градба, градба. Како јавен паркинг 25,71 хектар, а целата површина на тој четврт е 66 хектари. Чисто компаративно, онака да знаете за која површина се работи. Еве, например, дури такви испитувања има и во европските земји. Значи, не е само кај нас дека тоа е проблем. Јавниот простор е секаде проблем. Меѓутоа, добро е што почна значи, зголемувањето на јавниот простор и на стандардите. Добро е што почна, конечно и кај нас, па дури и граѓаните се интересираат за јавниот простор. Во Исланд, од 1960 година до 1998 година, бројот на жители се зголемил за 47%. А бројот на возила 634%. Кога спомнавте Тафталиџи, Лјупчо Ангелов вели се работи и за паркот на улица Букарешка, Тафталиџи 1, каде пред 2 години неколку пати се обидувало да се започне градба на зграда. Граѓаните спречуваат со жив зид тоа да се гради. Се наоѓа во земјиште во собственост на државата, каде како култура е наведено парк. Некој таму уште во 2003 вцртал маркичка за зграда и била долги години во мирување. Сега кога некој сакал тоа да го реализира, му се дала дозвола и тоа е во Карпуш почна одеднаш да се случува. Ова што го споменавте е таргетирано градење, имаше таков еден израз на легално, како да речем, узурпирање на просторот на граѓаните.
тие мораат да излезат со жив зид и да го бранат. Карпош се уште е во страв. Ние еве бевме и во таа општина, мојот колега Кристијан тоа и го направи и тамошните здруженија на граѓани се уште не се на чисто дали и сегашниот градоначелник навистина ќе изврши вистинска ревизија. Само да кажам дека Богоев кој не дојде на оваа емисија кажа дека тој никогаш не рекол дека се согласува со мораториум, не видел такво нешто, дека ќе изврши ревизија на плановите и дека ги поддржува граѓаните во оценување на уставноста. Да видиме каква е таму состојбата и што велат тие жители, затоа што ова со Тафталиџе што го споменав, ако се реализира, навистина ќе биде нехумано да се живее. Тоа што е реализирано е проблематично, камоли ова да се реализира. Да го видиме прилогот. Протести и блокади пред 2 години го тресеа Тафталиџе. Денес населбата ја тресе само градежната механизација. Граѓаните се борат за да го спасат зеленилото и пропишаниот простор меѓу нивните згради и куќи. Сепак, припадниците на граѓанската иницијатива Зелено Тафталиџе сметаат дека барањата по промената на власта во општина Карпош не им се исполнет. Еден парк подоле на Букурешка, успеавме да го заштитиме тој, меѓутоа додека тоа се случуваше, паралелно се крена 25 објекти кои што беа, кои што викате и вие, малку сомнителни и надвор од рамките на дозволеното. Навремената вклученост на граѓаните и експертите треба да спречи да се угушат потребите на урбаните заедници, смета професорот Коробар. Клучно за целиот тој процес е сите овие учесници во планирањето, да ги наречам, клучно е да бидат вклучени уште од самиот почеток. Значи, досега имаме ситуација на учество на јавноста само низ институтот на јавна презентација и јавна анкета. Тоа е една релативно доцна фаза во процесот на донесување на планот. Градоначалникот Богоев пред изборите ветуваше крај на квази урбанизацијата на Карпош и целосна ревизија на како што велеше криминалното работење на Екимовски. Досега е направена ревизија за финансиското работење на екс-градоначалникот во изминатите години, но спорните дупови кои граѓаните бараат да се поништат и натаму се насила. Сметам дека општината треба да се заангажира малку и да побара одговорност од сите овие инвеститори, бидејќи не само што ја загрозуваат и околината и работат надвор од рамките на законот или во сивата зона, да кажеме, туку и го нарушуваат квалитетот на живот на граѓаните. Јас мислам дека една од клучните задачи на локалната самоуправа е да го искористи правото да донесе своји локални прописи, кои секако нема да бидат во спротивност со стандардите, но ќе го одразуваат карактерот на местото за кое што таа локална власт, самоуправа има надлежност. Граѓаните на Тафталиџе, но и воопшто на општина Карпош очекуваат од новата локална власт да ги исполни предизборните ветувања за ревизија на спорните детални урбанистички планови, кои како што велат го нарушуваат квалитетот на живот во нивната општина. Уставниот суд повторно не донесе конечна одлука дали ќе ја оцени позитивно или не ова иницијатива. Од таму не информира дека иницијативата на граѓаните по голема дебата на вчерашната седница била повлечена од дневен ред. Богоев за Телма сега вели дека ја поддржува оваа иницијатива, но дека тој никогаш не ветил стопирање или мораториум на дуповите, туку само нивна ревизија. Постапката беше јасна, има направен пропуст во објавување на веб страната, со тоа самата јавност беше оневозможена 15 дена да види таа одлука за неспроведување на стратешка оцена и да реагира на тоа. Општината ги потврди нашите предпоставки и со тоа сметаме дека иницијативата е многу јасна и едноставна за одлука. Не постои магична формула за постигнување на тоа што вие го спомнавте. Постои она што е најсигурниот начин на доаѓање до еден град кој што е пријатен, прифатлив, удобен за живење, е во процесот на негово планирање да бидат вклучени сите. Приходите од комунални давачки и натаму се едни од најпривлечните за општините за полнење на нивните буџети. Според Државниот завод за статистика во февруари, во општина Карпош биле издадени 5 одобренија за градба, во општина Центар вкупно 12, а во општина Бутел 7 одобренија за градба.
вакви се состојбите во општината Карпош. Јана, со оглед на тоа што немаме представник од општина Карпош, нема да ве прашам конкретно за тоа, меѓутоа факт е дека се гради се уште и во центар. Има дозволи, еве можеме, ми се чини да ги видиме фотографиите на градбите во центар, пишува дека е издадена дозволата во 2018 година. Можно ли е и покрај ова што вие се залагавте за прекин на градбите да се градат се уште и да се дават дозволи за градби? Како всушност се изигрува сето тоа? Мислам дека во моментов ние го видовме Маџармало, меѓутоа имаме фотографии каде што на таблите стои 2018 година. Да. За жал, одлуката за запирање на спроведување на деталните урбанистички планови се донесе така и е можно така да се применува само за оние парцели каде што нема никаква започната веќе постапка за добивање на одобрение за градење. Ние ретроградно не можевме да ги запреме и оние кои веќе во напредна фаза го имаат поминато правниот процес за добивање на дозвола. Овие згради ки имаат 100 стана. Можевте ли барем да ги намалите? Можевте ли барем да интервенирате? За жал, тука не можевме ништо. Со сите обиди и со сите правни консултации кои ги направивме, и мене ми е искрено криво и ме болева како ќе поминам низ општината од тоа што го гледам, особено што и граѓаните ме прашуваат како е сега можно ова да се случува. Тука ни беа навистина невозможни инструменти немавме за да може тоа да го спроведеме. Претходно ја видовме сликата на Маџармало, нешто што е планирано да се гради, а каде што од друга страна, она што го веле Шарсовски, нема основни услови, нема училиште, нема библиотека, нема градинка, тие деца прашање каде ќе одат. Меѓутоа кога се направи проекција, еве тоа можеме да го видиме како всушност ќе изгледа ако се изградат сите тие 7 катници, излезе дека ќе нема светлина. И дека тоа е тоа што ние го зборуваме тука, даденото право на инвеститорите е оспорено право на граѓаните. Не знам и зошто не се прави ова почесто? Ако тој што сака да купи стан сега во Маџармало види дека никогаш нема да има светлина, може и нема да купи стан. Па ја искрено и не знам дали се правело претходно. Ова е нешто што сега еден тим на луѓе, млади, направи како методологија за евалуација на деталните урбанистички планови во општина Центар, и ова се резултати од таа евалуација која е базирана и на напредни технолошки алатки. За жал, мислам дека да се применувале овие алатки и порано, и вака транспарентно резултатот од можното остварување на планот да им бил достапен на граѓаните, не знам дали ќе се согласале и дали ќе купеле стан посебно во некој од објектите, што овдека се гледа апсолутно на долу на десно темна слика, цела во темнина, што покажува дека ниту еден зрак светлина помеѓу 8 и 18 часот во текот на денот тие станови нема да имаат. Да, ние ги применуваме тие софтверски. Дали им ги удавате на увид и дали општините воопшто ги бараат? Сега каде е проблемот што ние многу ретко изработуваме детални урбанистички планови. Тоа претежно го работи приватниот сектор. Ние најмногу работиме планови од повисоко ниво, просторни планови, генерални урбанистички планови или планови кои што државата има интерес по годишна програма, односно гранични премини така натаму. Нешто што не е толку врзано со домувањето. Меѓутоа кога имаме некој приоритетен ваков детален урбанистички план за изработка, во секој случај ги не само осветлувањето, осончувањето, географските предиспозиции на теренот, атмосферските води, одведувањето на атмосферските води и така натаму, за да поставиш улична мрежа која што е најисплатлива, а да ги задоволува стандардите, нормативите. Ние дури работиме и на трудови кои што ја анализираат оваа област. Точно преку вакви современи софтверски алатки. Например, тоа се вика и 4D планирање. Кај нас, за жал, се уште сме до некаде во 2D, со некаква имагинација во 3D, дека ова вака би изгледало. Меѓутоа 4D е временската дистанца. Кај е вината на тој што го нацртал? Ако е приватна фирма, му го правил кејфот на тој инвеститор, што сакал да гради? Се тоа што го разговараме замишал градоначалникот? Доколку. Први, не се случи во органите на локалната самоуправа градот Скопје и во другите, значи во сите општини, не само за градот Скопје, не се случат реформи, реструктурирање на кадарот, до некаде и намалување на кадарот за поголема ефикасност и таа моќ што се генерира моментално, да речеме, од мораториум или запирање она, никако не сме да се злоупотреби. Односно, таа треба да се дистрибуира
и да се насочи, и најбитната работа одговорност. До сега не сме видели одговорност. Па да, само се случувало некогаш на некои градоначалници да им се одземе правото на Не, а за изработувачите, одговорноста за планирите е во за инспекцијата, за ревидентите. Ревидентите се да, тоа е надзорот е исто така прашање. За сите учесници. Само Кусо, само кажете ми, дали општината има право да кај е сега надзорот во градбите? Знаете, секој граѓанин прво што ќе направи ќе се јави во урбанизам во општина да каже отстапува маркицата, зградата што ја гради не е таа што е нацртана. И се случувало да повикуваат градежен инспекторат кој што замижува над градбите. Што се случува со надзорот во општините? Надзорот моментално според закон е најодговорниот за градбите. Значи надзорот ја контролира цела градба и на крај го врши техничкиот преглед на Во чии раце? Тој е платен од инвеститорот. Тука е проблемот, значи надзорот не го врши независно тело кое што всушност или општината која треба да ги штити интересите на граѓаните. Најчесто тоа се приватни фирми. И да е така, нели? И да го плаќа инвеститорот, кога ќе се види дека има таков пропуст, ајде благо да го кажам, тој треба да изгуби овластување и лиценца фирмата. Се случува такво нешто? Никад не се случило. Сега токму тоа следниот чекор е да почне да губат овластување лиценци. Значи, ова се се проблеми што ги произвела стручни лица. И сега цело време зборуваме дека се работи за непланирана изградба. Не, све е планирано. Одговорноста кај изготвувачите, кај тие што ги одобриле, значи на сите нивои. Значи секој што подпиша. Утре и ја треба да одговарам. Сум подпишала нешто што цело време се подметнува документи, дури и во комисиите за урбанизам добиваме слика само. Текст не се гледаше до сега. Некаде гледале. Меѓутоа, Министерство за транспорт и врски го гледал графичкиот прилог. Грешки во текстуалниот дел има невидено. Сега се соочуваат општините, општините се соочуваат постојано со исправка на технички грешки. Добро, ако 10 пати се проверува планот и поминува низ милион фази на проверка, на мислења, како успеа за 10 пати, значи 10 пати некој да го гледа, истата грешка да се провлекува. Мора одговорност да сноси некој. Дори и ние, сите. Пауза за реклами и потоа малце повеќе ќе посветиме внимание на прашањата кои стигна до нас и кои што треба да им ги поставиме на гостите. Ме во завршница на оваа дебата. Прашања од граѓаните, ќе ве замолам сите различни прашања ќе ви пустам, па некако да ги одговориме барем блиц ако може. Прашање до Јана, не знам колку вие можете да одговорите, но прашањето е дали доколку Уставниот суд даде оценка за неуставност на донесените дупови, веднаш ќе престане тие да се применуваат и ништо од дуповите нема повеќе да важи. Ќе се донесат нови дупови. Нашите дупови не се пред Уставен суд оспорени, да се разбираме, значи тоа важи генерално за други општини. Генерално е прашањето за другите општини. Јас се надевам дека да, бидејќи над Уставен суд нема кој да се жали, нели? Дали ќе бидат незаконски потоа? Да, јас сакам нешто друго да кажам за Уставен суд. Предходниот совет се обидел на некој начин да ги стопира дуповите кои ние сега ги замрзнавме, односно ги ставивме на нели под мораториум и ги укинал на седница на совет. Понатаму Уставниот суд бидејќи биле оспорени пред Уставен, тоа укинување е прогласено за незаконски и ни се вратени назад како важечки дупови. Заради тоа што одлука за укинување на дуп нема. Ние имаме одлука за можност по законот за локална самоуправа и по законот за просторно урбанистичка да донесуваме и да изменуваме, но не и да укинуваме. Ама можеме да не извршуваме. Па сега мислам дека тој, да речам, правен вакуум го искористија сите правници кои соработуваат со нас за да го направиме ова како одлука која дефинитивно е и политичка волја да се спроведе. Прашање еве до вас, Иван, ако веќе се одобруваат градби во општините, зашто мора да бидат 9-10 катници наместо 2 или 3 ката? Дали задолжителна стратегиска оценка за животна средина како предуслов за одобрение за градба се прави суштински или проформа? Прашање од Игор Новевски. Зошто мора да се навистина толку високи зградите? Што не е прашањето колку се високи зградите. Еве во аеродром колку се високи зградите? Дали е квалитетна населба, например стар аеродром, населбата аеродром, дали имаат големи зелени површини? Вие имате кула, меѓутоа имате огромни површини околу.
Ако имате куќа, имате дворови. Значи, процентот на изграденост, коефициентот на искористеност кој што се урбанистички параметри мора да бидат сведени на нормални и во некакви нормални цифри. Не е толку проблем висината на зградите. Сега нешто да не биде 100-200 метри, затоа што тогаш е спротивно од можностите за противпожарна заштита. Ви со што ќе гасите пожарот на 50-60 кат. Значи, пак нормално, нешто што е нормално за реално за градење. Не е толку проблем катноста, нормално да не се претера. Колку таа катност е висока, зависи од слободната површина. Значи, веројатно има пропорција. Ако е висока, колку всушност голема површина треба да има за паркинзи, за паркови и за други содржини. Прашање до вас се поконкретни, како се стигнува до дозвола за градба во општина Аеродром во случај кога луѓето немаат врски и не се инвеститори. Како е можно ДУП да се предвидена зграда помеѓу два плаза? Добро. Значи, Марија Сулејманова тоа го прашува и нова го надовржувам прашањето од Сузана Адел, исто така од Аеродром. Таа вели дека има приватен плац кој е со површина од 1090 квадрати. Меѓутоа, мојата земјиште и мојата собственост, за жал, до денеска не може да добие инвеститор и служи само како депонија. Значи, сега од ова е од другата страна. Добро, сега на последното инвеститори ние не сме должни да бараме, не ни бараме инвеститори. Тоа беше порано во друг систем на државата. Како се добија дозвола воопшто не знам, па искрено да ви кажам, не знам кои се тие жалби дека ако нема врски не се добија дозвола. Па, јас мислам дека не е можеби неосновано. Еве, ја ќе ве поканам бујрум кога сакате за било која. Еве, Марија Сулејманова може слободно да дојде кај вас за да ја објасните. Може слободно да дојде, мислам секој ние ме прием два пати неделно во урбанизам. Понеделник и вторник слободно нека дојде да видиме баш за која локација и зашто не добил. Професор, има ли врски во сето ова со оглед на тоа што ние видовме во целава дебата дека надвладува некоја, ајде да речам во наводници, урбана мафија, која што е толку многу моќна како инвеститори, да може сето ова да се изигра и нашите центарот на градот и други наследби изгледаат така како што изгледаат. Јас би рекла дека долго време општините, градовите си немале визија како да си го развијат градот и од таму потекнува притисокот каде што им е интересно на инвеститорите. Не се нуди, општините не нудат програми, не ги убедуваат инвеститорите каде може. Еве за општина Центар. Цело време се инсистира на водно, во Дебармало, Бунјаковец. Празни седат Крњево, Ново Мало, не се наоѓа начин како тие, значи се донесуваат планови, нула реализација имаат плановите. Се од друга страна, планерите не се спремни и нема политичка волја да се менува концепт. Ако овој концепт не се покажал добар и не е добар ниту за собствениците, нити за инвеститорите, треба да се бараат други начини како тоа може да се реализира. Јас би рекла дека никој од нас не треба да биде против градење, него рамномерно градење. Зошто да имаме ние населба во сред центар, каде што нема струја, нема канализација, нема притисок водата. Да, и ги уценуваат луѓето, се жалат луѓето. Сега може би не е популарно ќе звучи ова, меѓутоа ние државите пред нас, јас сум била мала, не сум го затекнала тоа, си имало СИС за домување. Сега е АД, не знам како се вика, за стопанисување со стамбени делови. Таа институција е таја што треба да биде како посредник меѓу инвеститорите, собствениците, че да се направи во светот има конзорциуми на една површина во градот што е во интерес на градот да ја развива и да преговара со различни инвеститори, со собственици, да се изнајде друг начин. Нас кога ни се срушило, да се граѓаните меѓу другото, иако немаме време, тоа велат, на пример имало потреба од урбанистичко здружување на граѓаните да се ги откупат парцелата, не им било на нив дадена таа можност, туку на некој си инвеститор кој што во општината може би имал врски. Друг проблем е ова што зборуваме цело време, дека земјиштето на РМ цело време се гледа како за дооформување на друга парцела. Или се дава без да се има чувство дека тоа земјиште нам сите ни припаѓа. И за крај, правообранителите многу ретко се вклучуваат во одбраната на државното земјиште. И Државниот институт за градежништво, инспекторат за градежништво и урбанизам, сметам дека требаат поголемо учество и народниот правообранител, поготово кога државно земјиште се доделува на дооформување или пак целосно се отугива за
интерес на приватни инвеститори и така натаму. Јас ви благодарам и малку е ова време за ваква дискусија, меѓутоа ова се насоки кои очигледно треба да ги слушнат и градоначалниците и оние што учествуваат во целиот процес на планирање и носење на детални урбанистички планови пред се и градба и на инвеститорите. За жал најмногу сето тоа е на сметка на граѓаните и на оние кои што живеат во некои подрачја, кои што сметале дека ќе живеат убаво, ама на крај тоа право не може да си го остварат. Благодарам што бевте гости на Топ тема на ваша страна. Доколку не сме одговориле на некои од прашањата, ќе се потрудиме тоа да го одговорот да го ставиме на нашата Facebook страница Топ тема на ваша страна. Благодарам за вниманието.